Русија може да употребува нуклеарно оружје. Советот за безбедност дозволи користење нуклеарки за заштита на Русија и териториите што ги признава. Заменик председателот на Советот Дмитрий Медведев на својот канал на Телеграм напиша дека Западот мора да разбере дека Русија го избрала својот пат и дека не само мобилизацијата, туку и секој руско, вклучително и нуклеарно оружје, може да се користи за заштита. Донбас и другите територии по референдумот и присоединувањето кон Русија ќе бидат значително зајакнати од вооружени сили на Руската Федерација. Не само можноста за мобилизација, туку и секое руско оружје, вклучително и стратешко нуклеарно оружје, може да се користи за нивна заштита. По најавата за делумна мобилизација од Владимир Путин, русите се обидуваат масовно да ја напуштат земјата, а авионските летови достигнаат цени по илјадници евра. Огромна колона на автомобили е формирана на руско-грузискиот граничен премин Верхин и Ларс. Границите на Грузија се уште отворени, но според извештаите на медиумите, на некои мажи на војна возраст им е забранет излез од земјата. Дел од руските жители се мобилизираа во Турција. Велат дека се многу загрижени и не очекувале дека наредниот чекор ќе биде мобилизација. Може да доведе до многу проблеми за многу руски жртви. Секако сум загрижен. Не мислев дека ситуацијата ќе доведе до мобилизација. Во меѓувреме во Русија мобилизираните мажи се превезуваат до командните центри на армијата. На социјалните мрежи се објавени бројни видеа од различни делови на Русија кои отсликуваат гледка на очај поради одлуката на руските власти. Синоќ имаше протести низ цела Русија против мобилизацијата. Беа уапсени повеќе од 1300 лица во 38 градови. Во Русија одобрен е и закон за построга казна за злосторства против воена служба и за воведување кривични казни за доброволно предавање. Со законот се заоструваат казните за прекршување на должностите за воена служба. Законот предвидува затворска казна до 15 години за оној кој одбива воена служба. По најавата за мобилизација, Европската Унија најави 8 пакет санкции кон Русија, кој ќе биде насочен кон руската економија и поединците кои се одговорни за војната во Украина. Одлуката за што поскоро воведување на дополнителни рестрикции кон Русија била донесена на вонредниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската Унија. Нови санкции кон Русија најавија и шефовите на дипломатиите на 7 најразвиени индустријски земји во светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски пак побара одбранбена поддршка и порача дека не може да се согласат на одложена војна. Според Зеленски, Русија сака да ја помине зимата на окупирана територија на Украина и да подготви сили за нова офанзива во нови размери да спроведе воена мобилизација дома. Всі вони повернуться додому за посередництва. Русија се плаши од вистински преговори и не сака да исполни никакви фер меѓународни обврски. Ги лаже сите, како што е типично за агресорите, за терористите. Дури и сега кога Русија зборува за преговори, таа само сака да го забави повлекувањето. Затоа ни е потребна одбранбена поддршка, оружје, воена опрема и гранати. Офанзивното оружје со долг дострел е доволно да се ослободи нашата земја, но и одбранбените системи пред се противвоздушната одбрана и потребна ни е финансиска поддршка. Референдумите за приклучување кон Русија на украинските територии под руска контрола Донјекс, Луганск, Запорожје и Керсон започнуваат утре и е предвидено да завршат за 5 дена.